Сите се прашуваме, нели? Како знаеме што е правилно, а што погрешно? Денес тргнуваме на едно патување за да го истражиме токму тој внатрешен водич што не насочува ни сложените избори во животот, нашиот морален компас. И еве го клучното прашање. Тоа е нешто со кое секој од нас се соочува, секој ден. Од оние најмалите, секојдневни одлуки, па се до големите животни пресвртници. Како навистина знаеме што е исправно да се направи? За да го разбереме нашиот компас, ќе погледнеме во 3 клучни области. Прво, ќе ги откриеме основните алатки на етиката. Значи, што ни стои на располагање. Потоа, ќе се нурнеме во мудроста на светските религии. Да видиме што можеме да научиме од минатото. И на крај, ќе истражиме како сето ова се применува во предизвиците на денешницата, на дигиталната ера. Добро, да почнеме од темелите. За да можеме да го користиме нашиот компас, прво мора да ги разбедеме неговите делови. Да ги видиме основните алатки на етиката. Прво, мора да направиме една клучна разлика. Замислете ја етиката како теоријата зад музиката. Таа ги проучува принципите зошто нешто звучи добро. Моралот, од друга страна, е самата свирка, практичните непишани правила што ги следиме во заедницата. Она што го правиме. Значи етиката е филозофијата, а моралот е акцијата. И тука доаѓаме до срцето на секој доверлив морален компас, а тоа е интегритетот. Тоа е оној мост помеѓу она што знаеме дека е правилно и она што всушност го правиме. Особено кога е тешко или уште поважно, кога никој не гледа. Ама ајде да го направиме ова попрактично. Како изгледа интегритетот на дело? Замислете ја оваа класична дилема. Пријател препишува на многу важен тест. Изборот овде е вистински тест за интегритет. Дали лојалноста кон пријателот е поважна? Или принципот на правичност и честност? Лична корист наспроти општо добро? Процесот на морално расудување всушност може да се разложи на неколку чекори. Прво, се препознава дека постои конфликт. Потоа, се анализираат сите можни опции. Но најважниот дел е третиот чекор, да се измерат последиците за себе наспрати последиците за заедницата. И на крај, се носи одлука која е во согласност со сопствените вредности, се делува со интегритет. И етиката не е само за лични дилеми, нели? Таа е длабоко вградена во темелите на нашето општество преку професионални кодекси. Лекарите, правниците, новинарите, сите тие следат строги етички правила. Целта не е да ги ограничи, туку да ја заштити довербата на сите нас во системот. Ајде да преминеме на следниот дел. Ако етиката ги дава алатките, религиите низ историјата нуделе еден вид мапи. Древни мапи кои обезбедуваат етички насоки и вековна мудрост. Погледнете ја оваа табела. Иако доаѓаат од различни делови на светот и од различни времиња, светските религии споделуваат една заедничка цел – да понудат морална рамка за добар живот. Од 10 заповеди во јудаизмот, преку љубовта кон ближниот во христијанството, па до концептот на карма, сите тие на свој начин не потсетуваат на една едноставна, но многу мујкна вистина. Нашите постапки имаат последици. И ова брилјантно го илустрира тоа. Така нареченото златно правило е неверојатно моќен, обединувачки етички принцип што го наоѓаме во речиси сите големи религии и филозофии. Тоа е еден универзален повик за емпатија и основа на самата хуманост. Сега да ги пренесеме овие концепти во денешницата. Како етиката и древната мудрост се применуваат во контекст на нашите, често хаотични, дигитални животи. Дигиталната ера воведува еден сосема нов предизвик – судирот помеѓу нашиот вистински и нашиот дигитален идентитет. Нашиот реален идентитет се формира од внатре, преку нашите вредности и лични искуства. Дигиталниот идентитет пак често е внимателно уредена верзија од нас, создадена за погледите на другите. И токму тука лежи големиот предизвик за нашиот интегритет. Постојаниот притисок да се прикаже совршен онлайн живот може да создаде опасен јаз помеѓу тоа кои сме на вистина и тоа како се представуваме пред светот. Колку е поголем тој јаз, толку е поголем ударот врз нашата самопочит и интегритет. И така, целата оваа анализа не остава со едно последно моќно прашање. Прашање кое не потикнува длабоко да размислиме за сопствениот интегритет и за автентичноста на нашиот идентитет, и онлайн и офлайн. Одговорот на ова прашање е можеби најважниот показувач на нашиот вистински морален компас.